Големи нови куќи, но со спуштени ролетни, односно без жители. Ваква слика затековме во едно од најголемите села во реканскиот крај Жировница. Насред село го начекавме 25-годишниот Селмин Алили, кој подготвуваше кафе и чај за малкуте муштерии. Но и тој е еден од младите луѓе кои се намисла да ја напушти родната држава и да замине на печелба. Како што раскажува Селмин, во регионот нема ниту една фабрика или индустријски капацитет каде би се вработиле младите. Ако потрае овој тренд на иселување, вели тој, нема кој да служи во неговиот ресторан во родната Жировница, па и тој најверојатно, како и неговите другари, ќе си го спакува куферот и ќе го напушти селото. Тука во Жировница си тешко да се живее сега во моментов, пошто сите наши роднини, другари почнуваат масовно да се иселуваат. За нас младите овде малку потешко да се живеат, пошто ти реков, сите имаме идеја само да заминеме во Италија, во Германија. 60-годишниот Ќамир Рамадани е сосема сам. Децата и жената и внуците му се во Италија. Ова не е живот, вели тој, кога семејството не е со мене. Многу ми е тешко, ни солзи, раскажува Рамадани. Децата мои ќе дојдат, жена ми, али за внучината. Никој не се до Италија. Пошто животот, ако рачунате овде испод, на еден жител барем исто 150 евра. А 6 жители, еден да работат со 150 евра, нема шанса да просперират во Македонија. И затоа младината многу бега. Жировјани вела дека политичари ги посетуваат само за избори. Тие се прашуваат на кого ќе држат митинзи и кој ќе гласа. Неодамна селото добило нов асфалтен пат, но тој не е доволен за да ги задржи луѓето во селото. Патот е убав, ама не е проден. Па не доаѓаат камиони, автобуси. Локален пат. Селото брои околу 3000 жители, но според кажувањата на мештаните во моментот нема повеќе од 800. На почетокот на школската година од вкупно 10 деца се отпишале од училиште поради заминување во странство. Слична е состојбата и во другите села во реканскиот крај, како што се Долна и Горна река, Ростуше и Јанче.